Се повеќе домаќинства се пријавуваат во екосистемот Рециклирај и донирај за собирање на отпадно масло. Досега за период од 3 години собрано е, преработено и извезено како екосуровина над 4500 тони отпадно масло. Сите домаќинства кои се дел од Рециклирај и донирај вкупно спречија 9,4 тони од овој отпад да заврши во природата, што е голем успех и за нас, се надевам и за нив, бидејќи целта на овој екохуманитарен проект е токму тоа да му овозможи на секој индивидуално кој што сака да придонесе кон почиста и поздрава животна средина, да го искористи системот, да собира редовно отпадно масло. Ние се трудиме што полесно да биде тоа, затоа и директно доставуваме кантички, од овие кантички, директно ги подигнуваме. И секако тука доаѓа и социјалниот сегмент, каде што нели како преку акцијата за секоја полна кантичка домаќинствата имаат можности да донираат половина литар сончогледово масло преку љубезност до бездомни семејства. И тука има добри резултати. Веќе над 1000 литри сончогледово масло е донирано до оние на кои тоа им е најпотребно преку Сдруженијето Љубезност. Така да и социјалниот и еколошкиот аспект полека но сигурно даваат резултати од оваа акција. Отпадното масло се собира соодветно, а со тоа се спречуваат еколошките катастрофи. Свеста кај луѓето е на високо ниво и се трудат преку системот да не ја загадуваат околината. Но што се случува со отпадното масло? Системот се состои од неколку чекори, значи секој литр отпадно масло кое што влегува во него, во нашиот систем, најпрви се загрева во специјална комора до одредена температура измеѓу 40 и 50 степени, потоа се филтрира и на крај го оставаме да се сталожи, од каде што вадиме одреден вид на талок, бидејќи не е чиста таа суровина, бидејќи со маслата се готви, има остатоци од храната. Тој талок повторно не го изфрламе, него имаме договор со друга компанија која што го користи за добивање на зелена енергија, значи тој влегува во еден циркуларен систем каде што се користи за добивање на зелена енергија во властена компанија за управување со овој вид на отпад. Таму го носиме тој вид на отпад, а маслото останува како чиста екосуровина која што потоа се извезува надвор од државата до европски производители на биодизел према стандардите EN14-214. Значи тоа е еден цел круг на следливост од создавање на отпадот, од точката на создавање до негово повторно искористување, односно рециклирање во нов зелен производ, односно биодизел. И со тоа се затвара тој циркуларен систем. Поради тоа ние сме лиценцирани не само од нашите институции, туку и од Европската унија, од специјална ревизорска компанија, која што секоја година доаѓа и не проверува детално со сите документи како ние работиме и колку количини собираме и колку извезуваме. И со тоа се затвара кругот на рециклирање по највисоките стандарди. Поради пандемијата со коронавирусот, проектот кој се спроведуваше во градинките и училиштата за рециклирање и собирање на отпадно масло е ставен во мирување, но продолжува кога ќе се создадат услови. Имаме исто така и една можност за нова инвестиција. Тоа е во подигнување на системот за собирање на отпадно масло на повисоко, на подцентрализирано ниво. Во моментов правиме истражување на пазарот и технолошки дизајн на еден модерен контейнер каде што секој граѓанин ќе биде поставен на локации претходно одредени и ќе може да дојде и да го остави отпадното масло кое што го собирале дома. И тоа ни е можеби и следниот чекор, ќе видиме нормално како ќе биде ситуацијата, се надеваме дека оваа инвестиција ќе ни даде уште повеќе капацитети и можности за да размислуваме и во делот на домакинствата на уште повисоко ниво да го дигнеме тој систем. Чекорете правилно кон зелена иднина. Рециклирете и донирете на еколинијата 070 264 444.